Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. На секој му си има случајно да заборави нечие име или пак каде нешто оставил. И при тоа за себе велиме дека сме расејани. Но деменцијата е многу посериозна од обичната расејаност. Дали секоја епизода на заборавеност значи почеток на деменција, на што треба да обратиме внимание доколку се соочиме со еден ваков проблем. Професор доктор Антони Новотни, невропсихијатар од Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје, денешен гостин во студиото на Телма. Професоре, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Дали од деменција страдаат само старите луѓе, возрастните луѓе? Дали е поврзана оваа болест со годините и на која возраст обично се започнува? За жал, ова е еден од изговорите на луѓето кои што не ја познаваат оваа материја, не ја познаваат проблематиката околу деменцијата, кои што зборуваат, па што се бавите нели со некаква болест која што е болест на староста, која што е иста како староста. Има многу митови кои што и многу заблуди за кои што светската статистика зборува дека дури околу и не знам, некакви бројки од 45 до 50% и здравствени работници немаат увид во тоа што е деменцијата. Деменцијата е дегенеративна болест која што е и прогресивна болест која што е сосема различна од нормалното старење. Тоа е првата работа која што треба да понесат нашите гледачи и секако и здравствените работници, ако се едуцираме нели денеска. Секоја заборавност секако не е деменција. Сите ние во процесот на старење нели постепено можеме да стануваме малку помалку ефикасни или малку поспори во размислувањето. Па понекогаш и да подзабораваме. Сите ние подзабораваме дали и можеме да бидеме. Знаете, тоа во учебниците, сега да не отидам во дигресија, во учебниците на психијатрија, разликата меѓу расејаност, тоа е расејан научник кој што е многу зафатен и поради стресот, поради она што го доживува, нели, и повеќе поради мултитаскингот, многу информации. Може да заборави секој од нас. Возрастните индивидуи исто така, бидејќи малку е поспоро мислењето, да речеме некаде 75-80 години, 85-90, но не е правилото, нели, имате и луѓе кои што се добри со меморијата, одлично паметење. Но деменцијата е сосема нешто поинако. Јас можеби најилустративно би било да давам примери за да биде јасно на, особено нели после ваквите емисии, благодарам на Телма телевизија што ме повика, и бидејќи ова е промотивно и дестигматизирачко за една болест која што се очекува да стане нова пандемија, епидемија, затоа што се масовно да расте бројот на лица со деменција. Јас ќе скокам од едно на друго, ама да биде поинтересен муабетот. Некаде во моментот се околу 50 милиони во светот луѓе со деменција. 2500 се очекува да се триплира тој број, да биде 150 милиони. Знаете што значи 150 милиони? Тоа се колку се? 75 Македонии со луѓе со деменција. И да довршам нели со тоа дистингвирање, тоа разликување на нормалното старење од деменцијата, би споменал вака како би рекле тоа, примери кои што се јасно ги разликуваат. Ако човекот кој што е во една фаза на нормално старење повремено заборава нешто или некое име па се присеќава, за разлика од него, нели, пациентите со деменција веќе почнуваат да ги забораваат имињата на блиските. Знаете, невообичаено е, нели, и не е баш толку зачестено кај обичната популација, кај нешто да не се сетат како името на ќерката или на внучињата. Тука веќе почнуваме. Именувањето на предмети, тоа е исто така. Знаете, често пациентите со деменција, срамејки се од нешто што го имаат како еден длабок увид кој што не е јасен увид, дека ама знаат дека нешто се менува, не знаат што им се случува, ама знаат дека се менува, велат за некој предмет кој ќе им покажеме што е ова, клучеви претходно, нели, објаснувајќи дека не треба да се навредуваат, што ги прашуваме такви обични работи, дека тоа се тестови, и велат па она за отклучување и така. Значи, кога се заборави името на предметот. Па и заборавање на имиња на предмети, заборавање на работи кои што веќе ги прашале, до повторување на истите, дали испив лекови 3 минути, па потоа да испи
испи тато, мамо или кој го чува, или и после половина час или после 15 минути, после 10 минути дали испи лекови. Значи, нас ти се случува, јас заборавам да испијам лекови, но после ќе се присетам и ќе прашам, испив или не испив, ама тоа е сосема поинаку, знаете. Или со ориентацијата тешкоти. Значи не сигурно деменцијата е врзана само со паметењето, може да биде Не. Да се наруши и ориентацијата? Што значи тоа? Каква ориентација во простор? Да го упростам, се тоа бидејќи ова се едукативни, ама општо популациони емисии, нели, не се за стручњаци, и да го симплифицираме. Меморијата е едниот дел од тој когнитивен статус или од тој статус кој што е битен, кој што пропаѓа во деменцијата. Тоа е меморијата. И најчесто е за свежи настани. Забораваат што појадувале, забораваат дали го испиле лекот 5 минути. Ако им кажете нешто, повторно ќе ве препраша. Тоа е поспецифично, нели, сосема поинаку. Тоа е едната работа. Другата работа е тешкоти во ориентацијата и во време и во простор. Не знаат кое време годишно е, не знаат кој месец е, не знаат кој за денови некојаш грешиме и ние, датуми уште повеќе. Мислам, ние кога велам луѓето кои што немаат деменција, а се заборавни помалку. Може да го заборават патот од дома, нешто такво? Може, да. И ориентацијата во простор е уште поспецифична. Еден човек кој што целиот живеет живеел во некое скопско мало или не знам, во градот кај што живее, во селото, ќе се изгуби до колонијало, до пилјарата каде што идел, или ќе отиде таму и не знае зошто дошол. Значи тоа веќе станува специфично. И тоа се тие, значи, тоа е и ориентација и она што е најиндикативно. По тоа треба нашите деца, оние што не чуваат, нели, јас веќе се полека се приближувам во некоја повозрастна доба, треба да знаат нарушување на активностите на секојдневно живење, тоа е многу индикативно. Што тоа значи? Еден човек кој што знаел да си пазарува, да оди во некој од продавниците во близина, да си пазари, да си купи млеко, да знае колку чине млекото, лебот, не знае. Почнува да ги заборава основните работи. Не може да се снајде со пензијата да си ја испланира, не може да си плати сметка за струја. Значи, веќе се тоа активности на секојдневно живење или до некоја фаза, нели, кога ќе дојде каде што веќе има тешкоти да се облечат со екзекутивните функции, како да се, тоа е веќе во некоја поодмакната фаза. Значи, секогаш кога првото нешто што го виде, пациентите со деменција не го забележуваат тоа. Кој забележува? Нивните најблиски? Да, најблиските. И најчесто и тоа е. И тие прифаќаат обично пациентите кои им кажат дека имаат проблем, свесни се дека имаат проблем? Не ве разбрав само дали домашните? Дали пациентите се свесни дека имаат проблем кога нивните блиски ќе им укажат на тоа? Јас не би рекол свесни затоа што тоа малку поинаку не се критични во однос на тоа. Значи немаат критичност, не прифаќаат. Не знам зошто ќерка ми ме донесе, ме носи, мене ми е добро, ја се заборам. Па стар човек се заборава, ништо. Што заборам? Често знаат да бидат и иритабилни, да се лутат, знаете, кога тука сега јас опфаќам многу повеќе работи наеднаш и може да бидем збунувачки како зборувам. Треба да бидеме многу стрпливи, нели? Да им појаснуваме дека нешто се заборава, добро е, и да не бидеме да не одговараме на таа иритабилност на пациентот. Да. Бидејќи нетрпеливо се јавува и кај членовите од семејството. Апсолутно. Доктора, како изгледа болеста во првата, во раната фаза? Дали обично се манифестира со некоја форма на депресија? Ова е убаво прашање. Депресијата е често, велиме ние, депресијата може да и претходи на деменцијата, може да биде коморбидна или заедно со деменцијата и може да биде последица, не би рекол, ама продром, значи да биде почетен симптом кој што е. И заради тоа, ова е една кратка лекција на моите помлади колеги и на лекарите во примената здравствена заштита кои што први ги препознаат. Во секој случај треба луѓето кои што имаат некакво променето поведение, стануваат помалку апатични, несигурни или имаат некакво депресивно расположение, а во историјата никогаш немале депресија како млади, која што почна многу порано, нели, зборуваме се за големата депресија, како болест во психијатријата, треба да се почне или се упатат во психијатриските служби овие луѓе, иако се возрастни, што постои таа така наречена депресија во инволутивно доба или во постарата доба. Во постарата доба и треба да се третира. Па дури и кога грешиме или кога гледаме депресија, а тоа е несигурно, или кога правиме диференцијална диагноза или се обидуваме да ги разликуваме, упатно е, затоа велам за малаите колеги, упатно е да почнеме со еден благ антидепресив, постоја такви антидепресиви кои што
што се даваат кај повозрастна популација, за да видиме кога ќе се подигнат тие механизми, нели тие одбранбени механизми, малку кога расположението кога ќе вратиме, кога ќе ги освежиме малце како велат возрастните, да видиме што е што. Деменцијата не може да се лекува со антидепресиви секако и нема да одговори, и тоа преку лековите ни е еден вид на разликување или диференцирање на овие две состојби. Онаа депресија која што оди заедно рака под рака со деменцијата, треба и паралелно да ја лекуваме. Професоре, дали е точно дека осаменоста е еден од ризик факторите за појава на деменција? Еве сега старите луѓе во периодот на пандемијата се сами дома, има отсуство на социјални контакти. Може ли тоа да биде причина за појава на деменција, кога нема разговор? Апсолутно. Видите, социјалната депривација е сериозен фактор за нарушување на менталното здравје, па и за провоцирање или продлабочување на дементната слика, на оној когнитивен пат или, како да кажам, на сите функции, на меморијата и на ориентацијата, сето она што се случува кај деменцијата. Значи, ние мораме да размислуваме, и јас би сакал некаде во некој дел од емисијата ги спомнат трите проекти со кои што ние се обидуваме сега да ги пласираме во нашето општество, токму заради тие 400.000 луѓе кои што живеат во Македонија, кои што се над возраст од 65 години, токму заради оние 20.000 потенцијални, се уште не диагностицирани пациенти со деменција кои што според светската статистика ги имаме во нашата мала мила Македонија. Значи, ние мораме да разговараме за отварање на дневни центри. Тоа е едниот проект кој што јас го туркам и ќе го истуркам со луѓето кои што ја креираат за здравствената политика, не јас, туку јас и доцент Новотни и Габриела која што работи, и сите оние луѓе кои што работат во областа на деменциите. Мораме да го истуркаме тоа како проект, како идеја која што ќе има во секоја општина, каде што нашите возрастни ќе може да дојдат во дневни центри, да се социјализираат малку, да имаме таму мултидисциплинарен тим кој што ќе даде совети за негувателите, ќе даде психолошка поддршка за негувателите кои што се трошат, кои што влегуваат во депресија, бидејќи се со часови се грижат. Ќе укажат на тоа како да се справуваат негувателите со пациентите, со луѓето кои што живеат со деменција. Така се вика во светот, не се вика пациентите, туку луѓе кои што живеат со деменција. Да им се каже дека тие знаат често да бидат иритабилни, дури агитирани, вознемирени. Како при таа агитација да видиме што е. Знаете, во одредена фаза овие луѓе стануваат како деца кои што не знаат да ни кажат што им се случува. Можеби да имаат тешкоти, да речеме со уринарниот тракт, да имаат печење при мокрење, може да имаат некаква инфекција, може да таа вознемиреност која што на крајот завршува на психијатрија, ги носиме, е од некаква минорна работа. Да ги учиме негувателите што се може да се случи кај овие луѓе и што се треба да гледаат за да им помогнат да колку толку поквалитетно живеат. И се враќаме на дневните центри. Значи, дневните центри се еден од проектите кои што мора да се спроведе, да постои тако. Тука треба многу ангажмани, но имаме капацитет, имаме социјални работници, имаме психолози, имаме сестри кои што се едуцирани, ќе ги доедуцираме, кои што може да работат и да помагаат. Знаете, да ги собираме луѓето кои што имаат барем почетни фази на деменција, да поработиме со нив, со тој нефармаколошки третман кој што се одржува, колку толку се одржува когнитивната резерва, и се обидуваме, нели, низ социјализација, како што рековте, да ви одговорам на прашањето, го одржиме тој квалитет на живот, или го подспречиме, го подуспориме тоа пропаѓање на памтењето, на сеќавањето, на губењето на меморија и така натаму. Професоре, да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта на телефонскиот број 3076-677. Професор доктор Антони Новотни, невропсихијатар, е гостин во студиото на телма. Со него разговараме за деменцијата, причините кои што доведуваат до оваа состојба, начинот на препознавање и секако третирање. Споменавте дека староста не е единствениот ризик фактор за појава на деменцијата. Што се може да доведе до развој на оваа болест? Видите, кога зборуваме за ризик фактори, тоа се истите ризик фактори кои што водат кон кардиоваскуларни, цереброваскуларни, значи на срцеви заболувања, заболување на крвните садови, заболување на мозочните крвни садови. И тие стандарди, и тоа е уште едно нешто што треба да ги убедиме прво здравствените работници,
дека бавењето со оваа болест е сериозно, затоа што постојат и превентивни мерки. Во периодот негде после нашите 40 години треба да почнеме да размислуваме на тие здрави животни стилови. Благослов кај нас е медитеранската исхрана која што ни е достапна. Тоа е, значи, исхраната, физичката активност која што многу малку ја слушаме, да се, фала Богу, овие генерации почнаа повеќе да размислуваат и нема да бидат, нели, со претерана телесна тежина како некој во студијава тука што јас мислам. И физичката активност, интелектуалната, одржување на социјализацијата и интелектуални активности во добата која што, нели, води кон староста, и уште многу други, нели, елементи, крвен притисок, шеќерна болест. Сите тоа се ризик фактори кои што може да ги спречиме ако ги Доколку се испречуваме. изрегулираат овие ризик фактори помеѓу 45-та и 65-та година од животот, би се намалил ризикот за појава на Апсолутно. Јас не ги знам бројките, сега се срамувам, не знам точните бројки, ама мислам дека некаде до 1/3 или 1/4 од појавноста на деменцијата може да се спречи со здрави животни стилови, а има и некои други бројки кои што укажуваат дека барем ако не се спречи ќе се одложи почетокот, ако ние имаме некаква генетска оптовареност да го развиеме сето тоа. Значи, правени се различни студии во светот и здравото живење, здравите животни стилови, внимавањето на сопствените крвни садови, крвниот притисок, физичката активност, интелектуалната активност и сите тие други елементи што ги спомнам, пушењето секако, нели. А што е со генетската наследност на деменцијата? Има ли семејства во кои што и помладите членови страдаат од оваа болест? Да, тоа е веројатно на почетокот, јас бидејќи многу зборувам, не стигнам да кажам се што сакам. Деменцијата воопшто не е болест само на возрастните. Таа градуелно се зголемува во својата застапеност, како на секои 5 години скоро двојно е. Ако е 5% некаде над 65% од целокупната популација над 65 години може да развие деменција, тоа е светска статистика, ние немаме таква статистика. Над 70 10% и потоа над 80 20% и над 90 дури 30-40% од популацијата развива деменција. Од друга страна, постои таа така наречена деменција со ран почеток или Алцхаймерова. Тоа не е исто, ама најчесто е Алцхаймеровата болест и Алцхаймеровата деменција, заради тоа ние некогаш ги поистоветуваме кога зборуваме за деменција, зборуваме за Алцхаймер, кој што е со ран почеток, пред 60, порано е вика през 65 година возраст. И таа ја нарекувавме пресенилна или пред старост. Најмладиот пациент на клиниката за неврологија со потврдена деменција на 36 годишна возраст. Навистина, на 36. Значи, многу луѓе, тоа е многу ретко, но има многу луѓе со 45-50 години кои што веќе имаат знаци и заради тоа е битна рана диагноза, затоа што ако ја фатиме рано диагнозата, има можност да третираме, можеме да дадеме она што е досега, како се вика, дозволено за терапија на деменцијата и може да спроведуваме многу нефармаколошки третмани кои што ќе го продолжат квалитетот на живот на овие луѓе. Имаме двајца гледачи да им дадеме предност, а потоа ќе продолжиме со предвидениот концепт. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Ве поздравувам од студиото, особено доктор. Благодарам. Викам дека се вика доктор, поздрав. И секој чест за оваа емисија ваша. Значи, последователно да се доистежам за ова, да се за конкретно за заболувањето. Имам една пријателка што преживеа собраќајка. И од тогаш не е при себе, значи, беше на психијатри, ја лекува и така натаму, дори во странство беше, се врати. Меѓутоа, деменцијата, кој што спомна докторот, на голема врата и чутна. Така да се и со помоше, нормално, за жал. И ама ме интересира, например, електрошокови, па ме интересира, тоа ми е прашањето всушност, дали има некоја врска со електрошоковите, со заборавност, односно со почеток на деменција или со проширена деменција или така. Не може стара. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Докторе, да го слушнеме следното прашање, да не чека гледачот, а веднаш потоа ќе дадете одговор и на двете. Прашање од гледачите. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Поздрав. Сакам да го прашам докторот, од кога фати ковидот, јас паднав во депресија од страв да не фатам
Ама еве фала му на Господа, денеска не го фатив, не знам за понатака дали како што ќе биде. И отидов на психијатар, докторката ми даде некои седативи, ама ја не ги пиев тие, земав некои природни, затоа што чувствував наутро најмногу тоа ме напаѓаше, ми се тресе рацете. Сето тоа помина, ама ми даде и Neurovitал Forte да пијам за мозокот, затоа што и реков дека заборавам, ќе отидам во друга соба и зошто бев тука, леле заборев дали ги измив рацете, а имам 76 години. Сега ова Neurovitал Forte јас го пијам скоро 2 година дена, може и 2 години. Дали е во ред ова и понатака да продолжам да го пијам? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето. Повелете, професоре. Првото прашање јас би го поделил на две. Едното е убав подсетник, благодарам на гледачката, подсетник дека траумата на глава може да биде ризик фактор и тој е бројна травма на глава може да биде фактор кој што придонесува, нели, тоа се повреди, микро повреди на крвни садови и така натаму, не би завлегувал во тоа. А вториот дел од прашањето, значи можно е кај ова пациентка за која што збори незина соседка да се развила слика на деменција. Но тоа е сосема независно од електроконвулзивната терапија или електрошок терапијата која што се уште се дава во целиот свет. Американците ја исклучија, па повторно ја вклучени и никош не престанавме и сите студии упатуваат дека тоа е соодветна терапија, тоа воопшто не е како се вика инквизициона некаква терапија. Јас сум давал многу електроконвулзивни терапии на времето, сега се помалку, бидејќи имаме добри антидепресиви, ама тоа се дава кај пациенти со тешка депресија или некои други психијатриски расстройства со строга индикација и не остава последици и не води кон деменција. Значи тоа е првото прашање, а второто прашање е страфот, страф голем. Пациентката, пардон, гледачката нема деменција и вака ќе ми дозволи, бидејќи јас сум стар дијагностичар, јас слушав, зборуваше 1 минута, 2 минути, таква заборавност спаѓа во стандардна заборавност која што имаме сите ние, кои што се движиме кон некакво повозрастно доба, а тие лекови што ги прима, јас се не би дискутирал за лекови тука, ама тоа се помошни лековити средства, како се додатоци на исхрана, и тоа може да го прекине, затоа што тоа може да не е штетно, ама тоа е штетно по джепот на гледачката. А корисно по меморијата? Не би рекол, не сакам да правам антиреклама, јас извинувам сега, ама затоа што за конкретен производ се работеше во овој случај. Ова може да го кажам сосема, бидејќи сум човек кој што се води како некој деменша експерт, нели, странците ме препознаваат како таков. Во Македонија 2 лека постојат само кои што треба да бидат препишани од лекари кои што сигурно даваат некаков ефект. Велам некаков, не излекуваат, него некаков ефект. Само тие се дозволени во Македонија и од FDA, Food and Drug Administration во Америка и во Европската агенција. Значи не можеме да зборуваме сега дека секој лек подобрува по нешто, ама не се лекови за деменција. А што оние што почнуваат да чувствуваат заборавеност или пак веќе има дијагностицирана деменција? Дали земањето на одредени суплементи како коензим Q10 или пак гинко билоба би можело да ја подобри меморијата? Знаев дека тога ќе ме прашате, затоа се насмеав. Да, секако може. Јас не сакам да правам навистина антиреклама, но зборуваме сега за некои други студии кои што се кај повеќе здрава популација. Не зборуваме да ги разликуваме работите. Давање на овие препарати кај пациенти со деменци нема никаква фајде. А ако ние сме малку капацитирани, расејани, гинко секогаш може да помогне, нели, да се освежиме малце, да ни се освежи мозокот. Еве позитивна реклама. За сите што го произведуваат, зашто има многу пријатели кои што работат со сето тоа, ама окей, значи тоа е секако нешто што може да помогне, но не би рекол кај пациентите кај деменција. Уште еден гледач ке вклучиме. Повелете. Добар ден за него. Повелете. Добар ден. Вака да го прашам докторот, поздрав и до 20-та, дали е наследна деменција? Добро, ви благодарам за... И вака... имате уште едно подпрашање? Јас приметувам дека мојот сопруг стварно заборава и почнав да запишувам, пошто не можам да докажам дека заборава. Еве пример, имам синоќа, знаеше кај одам, со кого идам, мислам дека се договараме со колешки, имаме еден проект и се враќам ја и он ми вика: ви дадоа пари?
вие што го сработите тоа ви снима. И мислам, а цел ден се припремам за тоа, знае дека не одам тамо на снимање и мислам и почнувам ја неколку пати дека запишувам. Веќе сте загрижена за неговата заборавеност, дали може би се работи за некаква форма на деменција. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што велите за Едноставно ќе одговорам за сите оние луѓе кои што се на некоја возраст и каде што забележуваат некакви промени кај своите блиски, треба да се обратат или прво кај своите матични лекари да поразговараат и да ги препратат во службите или на клиниката за неврологија или клиниката за психијатрија, каде што или ако сака секако и моите поценети колеги во секундарна здравствена заштита кои што работат невролозите, психијатрите да направат првото што треба да се направи се невропсихолошки тестови кои што се многу индикативни. Какви се тие тестови, докторе? Постојат, да речеме, скрининг тестови кои што може да ги направат, тие се многу едноставни, со 10 на 15 прашања. Значи се работи за прашање? Да, прашање со кои што може да се види колкав е скоро што ќе направат. Да речеме на тој Mini Mental State Examination тест, кој што е многу едноставен, може да го употребуваат и примарна здравствена заштита и лекар, било кој лекар може да го употреби. Или имате одреден број прашања кога скоро ти е многу помалку од 30, кој што е оптималниот скор, да речеме кога е под 24, ние знаеме дека веќе има некакви тешкоти со памтењето, дека и некои други функции се засегнати и тогаш треба да влеземе во една подлабока невропсихолошка анализа која што се спроведува и на клиниката за неврологија и на клиниката за психијатрија, има прекрасни психолози кои што знаат да го направат тоа. И ако порано се зборуваше дека не може да се диагностицира деменцијата без хистопатологија или само постмортем, сега не, во 90% случаи ние можеме со сигурност да дадеме само со една невропсихолошка екзаминација веќе јасен патоказ дека тоа е или не е, а ако мислиме дека е, треба да се дополни со испитувања од типот на биомаркери кои што сега се воведени во Македонија и тоа е одлично, значи прави лумбална пункција, се гледаат бета-амилоид, тау. Како во светот, ние имаме веќе јасно дефинирана стратегија и процедура која што се диагностицира. Само немаме простор во кој што ќе работи тој мултидисциплинарен тим и ново место ќе ми дозволите да апелирам до сите релевантни структури, до Министерството за здравје да се погрижат во најкраток временски рок да го соберат тој прекрасен, не зборувам за себе, прекрасен тим на различни дисциплини кои што се бават во диагностиката и работат на раната диагностика. Ни треба само еден монтажен објект кој што ќе биде во клиничкиот центар и ќе им олесни на нашите пациенти да на едно место ги завршат сите претраги и сите испитувања. И нема никаков изговор веќе за тоа за одложување, зашто направивме не знам, илјадници модуларни амбуланти кои што и не ги користиме, а зборуваме за 200-300 квадрати каде што 400.000 потенцијални или 20.000 сигурни пациенти со деменција и ако го помножиме тоа со 2 нели во семејството негуватели, тоа се 40.000 негуватели би дошле каде што мултидисциплинарно со психолог и би разговарале, би добиле информации за оваа измачувачка болест која што од една страна за среќа, од друга страна за жал, дали трае долго и ако е диагностицирана на време, ќе ги научиме овие луѓе како да се справуваат со некои делови и како да го успорат процесот на пропаѓање и изменување на овие луѓе. Апелирам до Министерството да размисли, зашто зборуваме за проширување на еден сервис кој што е спремен, стручно спремен, а имаме некакви обструкции кои што, нека не ми замерам да зборат обструкции, една инертност во приоѓањето на некои проблеми кои што треба да се решаваат. Ова е проблем кој што треба да се реши. За мојата енергија, зборувам за народот, зборувам за мојата мајка, за вашата баба, помлада ве направив, нели, и сте помлади, и за сите нас, и за сите ние кои што се стремиме. Тоа е за возрастните луѓе нешто што треба. Рана диагностика и потоа постдиагностичко следење. Дневни центри во кои што ќе можат ќе се социјализираат, места каде што ќе добијат психолошко советување, места каде што ќе ги учиме негователите и да не должам, тоа веќе го кажа. Имаме гледач на линија. Јас извинувам само уште едно нешто затоа што го заборавам два пати. За генетиката ме прашавте, вие ме праши и гледачката. Кај пресенилната деменција, она која што се јавува во помлада возраст, поголем е упливот или влијанието на генетиката и тука можеме да зборуваме за директно. И најчесто треба да се сугерира генетски претраги, генетски анализи да се
се направат, во Ману се прави на во други институции, особено кај оние луѓе кои што имаат повеќе членови на семејството кои што имале Доколку се носител на тој ген, дали значи со сигурност дека ќе развијат деменција? Па не е баш така директна и сигурна таа проценка, но постои генетска оптовареност, тогаш зборуваме и тогаш уште повеќе треба да се вратиме на приказката што од нашата 40-та, 45-та и уште редукција на ризик факторите. Редукција, правилна исхрана, физичка активност, само и одложување на се и борба против генетиката со епигенетиката. Епигенетика е тоа нели што ни се случува и како живееме. Знаете, јас веројатно имам некој ген за да зборувам многу, но кога вие би ме спречиле, може би престанал. Па, ги имам таков ген и јас, докторе. Еве, сега ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш по рекламите ќе продолжиме со разговорот. Со професор доктор Антони Новотни, невропсихијатар од Универзитетската клиника за психијатрија, денеска зборуваме за деменцијата. Професор, има двајца гледачи кои што очекуваат вклучување, да им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете, само да ги замолам гледачите да бидат што поконцизни со прашањата во интерес на времето, бидејќи имаме навистина уште многу малку време. Добре. Повелете. Поздрав до носителите на емисијата. Благодарам. На возраст сум од 75 години. Така. Имам Паркинсонова болест 6 години. Генетски уназад немам во семејството за наследност. Примам леводопа, а пред година дена и опремеа. Исто така депрозел, пијам сите овие години. Ме интересира, а иначе се уште сум активна, меѓутоа последнава година со пандемија, со друго, осеќам некое влошување мало. Ме интересира дали може да премине во болеста и што треба да преземам за да го спречам напредувањето на болест. Ви благодарам за вклучувањето. Да го слушнеме веднаш и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката. Ви благодарам. И до докторот кој шири позитивна енергија преку екран. Апсолутно. Имам едно прашање. Јас сум на возраст од 74 години. 15 години веќе живеам сам. Првото прашање ми е дали деменцијата е наследна болест, пошто мајка ми се изгуби во последните години од животот, живееше 89 години, така и многу тоа жално и травматично е. Така. Меѓутоа, јас заборавам, не викам не, меѓутоа деменцијата може да дојде, размислувам самата, не сум медицинско лице, може да дојде и од осаменост. Осаменоста е најтешка болест во староста. Некој пат ќе ме болат нозите навечер како ластик, така не можам да се смирам. И отидов кај матичниот, ми вика, земај некој пат неуробион. Напи се сабајле, за да ти се смират нервите. Се напив јас 2 дена и повеќе не. Пошто сум способна да ги поставувам овие прашања, размислувам дека немам деменција. Меѓутоа ќе ми текне преку ноќта нешто на нешто, ќе се потсетам, не ми текнува како се викаше, ќе се мачам некој... Сега тоа ви измачува, дали може би 1-2 сати сте на пат кон тоа да развиете деменција. Ви благодарам за вклучувањето и за прашањето кој што го поставивте во денешната телма амбуланта. Одговор на прашањето на првата гледачка е дека треба да ги следи советите на незините неуролози, специјалисти по неурологија, бидејќи има диагностицирана Паркинсонова болест и прима сериозни лекови. Ако се влошува моториката, значи движењето и сето на што кај Паркинсон може, треба да се коригира малку терапијата со тоа леводопа, карбидопа. Не е битно се лековите да ги кажува, значи неуролого да го следи. Она нема деменција сигурно, дали кај пациентите со Паркинсон се јавува кај еден мал процент во многу доцна фаза, ама тоа не е никогаш правило и таа нема деменција и треба да се држи нели за советите на невролозите кои што ќе ја титрираат терапијата и како и за
првата и за втората гледачка, што повеќе социализација, муабет со соседите, излегување, решавање судоку, гледање некои убави информативни емисии на Телма, да речеме, и така натаму. Значи, сето тоа може да не одржи. И барање, јас ги избешав, ми се чини дека и таа рече дека осаменост зборуваше или втората се пожали на осаменост и незината мајка која што имала деменција во повозрастна. И да ги повториме советите. Осаменоста е нешто што, нели, изолацијата е и со ковид ова што ни се случи и воопшто изолацијата на возрастните наши е сериозен проблем. Апел до сите внуци, до сите синови и ќерки, посетете ги малку возрастните. Препорачувате ли да користат социјални медиуми, алатки за комуникација како Вибер, доколку можат редовно да се... Јас се обидам, малку е тоа проблем што, нели, таа генерација не може да го припати тоа. Колку сме постари, нели, потешко ние да ги припатиме тие нови технологии, но сите оние што можат, и Вибер, и Скајп со камера да се уклучат со своите блиски, иако живееме во исти град, понекогаш убаво да се слушаме и да се видиме. Ама и повикајте ги, зборувам сега за децата и за внуците. Така, да. Повикајте ги на ручек. Така, да имат комуникација, да се видат. Одговорот на... Повелете. Во однос на ги споминавте менталните активности. Треба ли да решават судоку, да играат меморија, карти, дали такви игри кои што се поврзани со меморијата можат да помогнат? Знаете што, нашите енграми, нашиот мозок, нашите синапси исто така треба да се тренираат, не треба да ги оставиме. Има многу здрави кога старееме, нели имаме добар дел од мозокот кој што е убав, функционален и треба да го тренираме како и мускулите. Како што треба физичка активност, така треба ментална активност, да си размислуваме. И учење странски јазик во трето доба, гледање на убави емисии, решавање на крстословки и на судоку, гледање на албуми. Сега мајка ми направи еден албум, па ни раскажуваше како било, што било во минатото, како и се нашите предци и така натаму. И сето тоа е убаво, ама социализацијата, размислувањето, разговарањето, дискутирањето, сето тоа ги одржува нашите неврони и ја одложува староста, а ако сакате превенира и појава на деменција. Професоре, порано се сметаше дека образованите луѓе не може да добија деменција. Да, тоа е заблуда? За жал, тоа е вела дека е протективен фактор. Интелектуалната, за ова што го зборев, да не бидам контрадикторен, но за жал, нели таму каде што ќе тргне процесот на ложење на тој амилоид, кој што и не е суштината можеби на болест, ама е една од појавите што ги имаме и сите тие други патофизиолошки механизми, ние имаме за жал клиничка слика на целосна изгубеност, целосна деменција и кај високо интелектуални математичари, физичари, глумци, пејачи, не знам што уште, доктори, инженери. Значи, тоа е протективен фактор, ама онаму каде што и другите фактори ќе ги зачуваме, нели, од гојазноста преку, нели, квалитетна исхрана во смисол здрава исхрана, не квалитетна, не да не мисля дека треба скапа. Здрава исхрана, повеќе зеленчук, риба, помалку црвено месо, чување на притисокот, чување на шеќерот во крвта, мислам на тие, не пушење, физичка активност, и повторувам работите и социализација. Обратете се до своите мајки и баби и разговарете, внуци, синови, ќерки. Тоа е апелот кој што не треба да забораваме. Сите одиме натаму. Како што ќе се однесуваме ние со нашите возрасти, така ќе се однесуваат нашите деца со нас, кога ќе бидеме возрасти. А тие луѓе се осамени. Така, апсолутно. Треба да бидеме покрај нив, што почесто за, меѓу другото и да се превенираат вакви комплицирани состојби како што е деменцијата. Сега, докторе, кога ќе ви донесат некој пациент, кој што се сомнева дека има деменција, заборави слично. Правите ли некои испитувања за да се исклучат одредени состојби како што е нарушување на тироидната жлезда или пак концентрацијата на витаминот B12? Вела дека недостатокот на витаминот B12 може да имитира состојба на деменција. Вие, Марија, добро сте се припремили. Точно е, да. Не, јас сум малку шеговит, извинете така што велам, но треба и лекарите да слушнат, затоа што тоа го повторуваме ке 10-20 години оние луѓе што се бавиме со деменција, дека треба да се исклучат прво тие
причини за така наречена транзиторна или минлива дементна слика. Значи нивото на B12, фолна киселина и тиреоидниот статус, значи тиреоидните хормони се правило sine qua non без кое што не може да влагаме во диагностика, затоа што таа слика, знаете што, тогаш сме магионичари, тогаш ќе бидете, драги мои колеги, магионичари, ќе им помогнете, ќе дојде еден човек што е збунет, што заборава, не памти, а тој имал хипотиреоза, значи имал низок тироксин или имал висок тироксин, двете состојби, или имал недостаток на B12 или некаква анемија, значи и тоа може да го поправиме. И тогаш тој возрастен човек веќе не е дементен човек, поминала деменцијата. Значи тоа се тие транзиторни, минливи и треба да ги исклучиме. И затоа во протоколот, во нашиот диагностички протокол стои тоа. Прво проверите ги тие три работи. Има и некои други елементи, ама не би ги зборувал сега што се треба, но треба да се држиме секојаш за некаква книга како треба и што треба. Таа рана диагностика се спроведува во Македонија, треба да ја спроведуваме сите доктори, или во центрите на неврологија, на психијатрија го работиме, тоа го работат и некои почитувани колеги, но треба уште повеќе. Затоа што раната диагноза ни дава повеќе можност да тие 10 години од животот на дементниот пациент му дозволиме малку барем поквалитетен живот. И моето последно прашање за денес, како на пациентот ќе му биде поставена диагноза деменција, се дава одредена терапија, може ли да го подобри паметењето, да го врати пациентот неколку години наназад кога имал подобра меморија? Има ли начин? За жал не би можел да кажам дека може да го врати наназад, но може да го успери, не тако падот на памтење и вака, да го направи кривата да биде поспора. Да му дадеме малку поквалитетен живот, од една страна, но не се само лековите. Постојат два лека, нашите фармацевтски куќи скоро сите имаат регистрирано лекови антидементици, тоа е добро, тие се достапни во Македонија и треба да се препишуваат затоа што даваат ефект, но треба да го употребуваме тоа што во Македонија за жал многу малку се работи, тој тај нефармаколошки третман и третман за когнитивна рехабилитација, третман за социализација, со некакви игри, ангажирање на овие луѓе, учење на тоа како да се снаоѓаат во просторот бидејќи се губат, и се тоа што може само во некои дневни центри кои што треба да ги отвориме. Така, како што веќе неколку пати нагласивте, јас ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта. Јас ви благодарам за поканата. Се надевам ќе се видиме повторно. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.